Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во 24 од Сесрце. Денеска со мене Сања Савеска и мојот редовен гостин доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Зоран, добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. Верувам дека гледачите со нетрпение го очекуваат вашето гостување, затоа што секогаш темите кои што ги работуваме со вас предизвикуваат интерес кај нив. Денеска некако следствено како се имаме план некој направено од две филозофски емисии, идеме на една астролошка, денеска е астролошка емисија, меѓутоа зборуваме на една доста интересна тема која што верувам дека ќе ги заинтересира гледачите, ќе го задржи нивното внимание. Зборуваме денеска, драги гледачи, за ерата на Водолијата. Што поточно ова значи и какви промени таа носи во човештвото и во светот, денеска во 24 од Сесрце, заедно со доктор Зоран Крстевски, а секако вашите јавувања ги очекуваме во втората половина од емисијата. Зоран, што значи ера на Водолија? Што всушност значи постоење на една ера во астрологијата и кои досега ери го обележале човештвото? Па добро, постоењето на ерите во астрологијата воедно означува и промена на многу нешта во контекст на човештвото. Посебно на религиозно ниво, но и низ ниво на свеста. Како човекот размислува, кон што се движи светот, кои морални вредности се наметнуваат и така натака. И сега затоа ќе почнам во контекст на ерата на бикот. Инаку, секоја ера трае по 2160 години. Тоа е еден прецесиони месец. Бидејќи на еклиптиката, по таа сидерална основа, значи имаме поместување. Секоја 72 година по еден степен. И така се доаѓа до одредена ера која доминантно се наметнува врз свеста на човекот и човештвото. И сега по тие размисли, инаку една прецесина година трае 25.920 години. Значи замислете, треба цел зодијок да се помине. И сега секоја 2160 година ни имаме нова ера. Некаде 4000 години пред нашата ера, оваа нова ера, беше ерата на бикот. И сега, како што е познато, тогаш и кравата во ветската, значи филозофија, религија беше во преден план ставена, потоа Апис, потоа Египет, потоа златното теле, тогаш нели доминираше основата на зодијачкиот знак бик, кој што асоцира на зданија, на пирамиди, на материја, на земја, на плодност. И сега, апропо бикот, постои скорпијата. Скорпијата па асоцираше задгробен живот и тие многу египтјаните посебно веруваа во таа реинкарнација, во таа задгробност и неретко и затоа и правеа пирамиди, а горен број на пирамидите ги поставува на тој начин да бидат во корелација со созвездието Орион. Така што верувале во мистиката, верувале што се вели во природата, верувале во задгробноста, верувале во материјата. И таа е цела една ера во која што материјата имаше превласт, дури и свингата е асоциација на 4 зодијачки знаци, на лавот, на Водолијата, на Скорпијата и на бикот. Сега, ако анализираме таа ера на бикот, знаеме дека златното теле беше доминантно. Кој се бореше против златното теле? Мојсие. Мојсие беше јагнет, односно ги поведе луѓето кон ветената земја, се избори за монотеизмот. Исто тоа што он наметна око за око, зап за зап. Филозофија на овенот кој што асоцира дека преку борба, преку воинственост, преку иницијативност, преку револуционарност можеш да ги поставиш нештата. И гледате, цела една ера продвижена од овенот. Тоа е 2000 години пред нашата ера. Зачетник Мојсие. Асоциација на монотеизам на едно. Борба против златно теле, која се симна од гората, он ги донесе 10 Божји заповеди, но доле кој ги начека? Тој Натан и компанија кои го славеа златното теле. Што тие славеа? Славеа старо, традиција, материја и славеа пред се пари. И подоцна тој култ на материјалното се провлекуваше. Така што ера на бик, асоциација на египетската, значи доминација, ера на овен, асоциација на хебрејскиот период. И сега во ерата на овенот имаме и големи филозофи, имаме мислители, но пред се имаме асоциација дека треба борба, треба воинственост и дека треба да се оди кон ветената земја. Значи да се создаде нов поредок, нова свест кај човекот, но дојде Спасителот Исус Христос како риба и заедно со апостолите рибари против кого се бореше? Против око за око, зап за зап, против таа воинственост, против тој вид на тенденција да го поробиме, да го освоиме човекот и на тој начин он воспостави едно ново сваќање. Ерата на рибата? Ерата на рибата, значи од 0 година до 2000 година од горе доле. Значи тоа е сваќање, учење, концепт
каде што во преден план е поставена љубовта. Значи човештвото, човеколюбијата, сочувството, со милоста и така натака. Сега знаете, тука што е во контекстот исто битно. Значи, во ерата на овенот, ако ние имаме воинственост, во ерата на рибите го имаме љубовта, сочувството, со милоста. Но најклучно што е? Дека секоја ера има некое ново значење, нова символика, и дека човекот треба да ја прифати да ја воспостави. И не случајно и Спасителот Исус Христос влезе низ рибината порта во Ерусалим. И он се наметна како свесна жртва. Затоа што сакаше да асоцира дека не може со воинственост, не може со борбеност, мора да се иде со сочувство, со милост. Дали од ерата на рибата навлегуваме во ерата на водолијата? Дали е тој период од ера на риба во ера на водолија? Па сега веќе ние сме во ерата на водолијата, бидејќи со водолијата се наметнаа технолошките достигнувања. Добро, друго нешто што ме интересира, тој преоден период од ера на овен, ера на бик, па ера на риба, ера на водолија. Што ги карактеризира тие преодни периоди од ера во ера? Дали тоа се значи дека се тоа некои турбулентни периоди, затоа што се менуваат сваќањата, се менуваат многу работи? Па секако дека се турбулентни, бидејќи во сите тие периоди имало и уназадување. Значи, гледате, материјата излагва во преден план во ерата на бикот. Значи се верувало во некого. Да речеме, се верувало во фараоните. Доаѓа Мојсија, вели, треба да верувате во Бог. Треба да верувате во љубовта, во поврзаноста помеѓу луѓето. Доаѓа Спасителот Исус Христос, асоцира сега треба да верувате со чувството, во љубовта, во поврзаноста. Не треба да идете со конфликтност, со воинственост, со борбеност. Доаѓа ерата на водолијата, еве сега доаѓаат технолошките достигнувања. Но секое достигнување или секој вид на активизирање на одредена ера означува дека човештвото оди кон амбисот, дека не оди кон напредокот. И Спасителот Исус Христос кога дојде, нештата не беа совршени. Ние знаеме, царевите, кралевите беа во сооднос со садукеите, со фарисеите, со религиозните водачи и тие ги манипулираа. Он дојде и создаде нова, што се вели, религија, реформација на духот, нова основа. Таа нова религија не е религија која што се потпира тотално само на новото. Значи, таа презема и стари традиции, но воедно и ги надминува. Значи, не е толку битна саботата. Битно е, значи, љубовта. Битно е како ти си исконски, си автентично поврзан со Бог. Дека некогаш и не ти требаат посредници. И така натака. Дека ти треба да веруваш и треба да се одадеш на основа на својата љубов, на својата посветеност, самаритјанска идеја. Но, гледате сега, таа ера веќе е пред крај. Сега дури голем број на текстови, филозофски текстови, се асоциација на атеизам. Значи, доаѓа дури до дистанца од една ера на риба во која што христијанството беше во преден план. И сега се наметнуваат автори и да речеме Ричард Докинс, еден филозоф, Мишел Онфре, сега еден друг автор има напишано книга која е бестселер, која е најпродавана, кај што се фаворизира атеизмот и се верува што ние да веруваме во Бога, што сега да се подпираме на нешто што е надворешно, дај да видиме да го живееме животот, да ја автентично да ги искористиме придобивките, низ призма на слободата, на правичноста, на некоја поинаква духовност и така натака. Значи, гледате, не случајно и сега атеизмот се пропагира. Но за тоа ќе проговориме зашто тоа се наметнува и што носи оваа ера на водолија. Да. А кога точно рековте дека веќе е започната ерата на водолијата, се знае ли периодот точен кога навлегуваме односно кога веќе сме навлегле во оваа ера? Па 1781 година е откриен Уран. Уран е планетата која што владе со водолијата и тогаш почнува индустријската револуција. Почнува и револуција од свеста на луѓето, граѓанското движење, права на човекот, соединување, еднаквост, братство, единство и така натака. Значи, тоа е со француската буржуарска револуција. Апропо лавот. Лавот е аристократијата, монархијата. Тие се побунија против Луи 16. На тој начин, воспоставувајќи нови концепти. Значи, 1781 со тоа што индустријската револуција, затоа што водолијата е поврзана со техниката, со напредок на умот, зашто рибата е асоциација на верување. Значи на поврзаност, малку и на мистика. И фактички целата ера, посебно преку христијанството, асоцираше на верувањето. Кај човек не треба толку рационално да се определи и затоа имавме среден век во кој што догмата беше превладувачка. Дури они удрија врз научниците, врз мислителите, врз филозофите, но дојде периодот на Ренесансата, кога малку се активизира препородот на човекот. Значи не да се верува во нешто што некој ќе ти го каже, туку хуманизмот и човекот е ставан во преден план. И тогаш дојде оние врвни дела, ама воедно и многу од нив страдаа. Джордано Бруно, Галилео Галилеј, Никола Коперник не смееше да искаже ставови и така натака, и филозофите исто така мора да внимаваат. Значи гледате, ера на риба не подразбира ум, подразбира верба.
Веруваш и прифаќаш. Тоа е основата и на православието. И кога католиците, посебно на почетокот, постоеше гностицизмот. Преку знаењето ти се приближуваш кон Бога, дека тоа е неопходно и клучно. Но овие други во другава страна удрија врз знаењето, рекоа тоа треба да се уништи и многу од нив ги спалуваа, ги прогонуваа. И се наметна само верувањето. Но не е лошо и да веруваш, лошо е кој тоа тебе ти укажува дека треба да веруваш и он дали со своите дела придонесува да ти уште повеќе веруваш. А тој што требало да придонесе, нели, би требало да биде најодговорен, најморален. Дали е папа, дали е поглавар, дали е цар, дали е крал, дали е некој великодостојник и така натака. Така, во таа гледна точка се наметна илузијата. Значи, веруваме и прифаќаме и се надеваме на Божјото царство. Но сега да не ви асоцирам, зачетник на некоја водолијанска идеја беше и Карл Маркс, кој што асоцираше дека религијата е опиум за народот. Или религијата воедно може да биде опиум на народот. Народот да се лаже, да прифати робство, да не се надава дека нештото може да ги промени. Од другата страна, асоцирајќи дека може некој му наметнува на народот овој да верува или да прифати, значи да биде што помирен, што попасивен. Но тоа е една друга филозофија која што ние подоцна ќе разговараме. Затоа што и тој социјализам асоцира на водолијанска идеја, на сплотност, на слопност помеѓу луѓето, сооднос едни со други, така да напредуваат. Значи, умот да се стави у преден план. Што се ќе карактеризира оваа ера на Водолија? И рековме, трае 2160 години една ера, а ние сме веќе на самиот почеток од влегувањето во оваа ера. Веќе ги гледаме придобивките нормално од технологијата, од напредокот во таа смисла на светот. До каде сето тоа ќе води? Се предпоставували, односно се знаели каков ќе биде крајот на оваа ера на Водолијата? Па таа уште има време за да трае, сега е на самиот почеток, значи кажав, зачетокот може да биде 1781 година со откритието на уран и со многу промени во свеста кај човекот. Значи тоа граѓанско движење, декларација за граѓанска, значи правичност и така натака, за слободи, тој кај американците имаше. Исто така се наметна некои нови правци. Значи тоа е само зачеток, почеток на индустријска револуција, парната машина и ред други нешта, откритија. Затоа и британците успеа, затоа што го наметнаа знаењето. Знаењето е моќ, се асоцираше, и борба против природата или освојување на природата. Значи, гледате, доаѓа една нова ера, веќе се форсираат некои нови идеолошки концепции. Но, доаѓаме до 1962 година, кога дури 7 планети се наоѓаат во зодијачкиот знак Водолија. Значи, тие 7 планети, најклучните, најглавните, што донесоа? Сексуална револуција, хипи движење, да водиме љубов, а не војна, промена исто така во свеста кај човекот, слободарски движења, здружување на студентите, барање на поголеми права, дистанца од политиката, од овие што ни го перат мозокот и така натака. Значи, едноставно, човекот и поединецот се пробуди. Зашто порано тоа не се случи? Па веројатно ерата на рибата бараше некои други концепти. Религијата го имаше превласта и кралот како владател на световното, и тие ги манипулираа луѓето. Но доаѓа ера на Водолија, будење на граѓанска свест. Реорганизација. Второ, доаѓаме до телевизори, до мобилни, до технолошки напредок, компјутеризација, сега до сателитизација. Значи, се е тоа Водолија, се е тоа асоциација дека сега ние доаѓаме пред еден нов свет, нова енергија, која треба да ја искористиме, но ако не ја искористиме, таа ќе стане деструктивна, со тоа што ќе бидеме чипирани, со тоа што ќе бидеме контролирани, со тоа што ќе бидеме наблюдувани, со тоа што ќе бидеме зрачени, со тоа што ќе бидеме жртви на техничкото, затоа што константно само со мобилниот, само со телефонот, само со ова, како се вика, телевизорот, гледање разни програми, и ти го немаш духот, ја нема слободата, ти си врзан пред мониторот, ти си врзан пред екранот. И затоа секој технолошки напредок може да биде закан од едната страна, ако не се подигне свеста на човекот. И тоа е опасноста во ера на Водолија, бидејќи гледате сега војните колку закана предизвикуваат, гледате колку експлозии, гледате ова што се случи во светски рамки. Значи тоа не е случајно. Тука нешто се крие. Ако не се пробуди свест, а ќе се пробуди, ќе се соединат луѓето. Затоа што гледате од другата страна, повторно имаме илузијата. Банкарски корпорации, фармацевски индустрии, овие што продаваат оружје, овие со белото робје, овие со порнографска индустрија, овие разно политичари наметнати како тенденција за нов светски поредок. Значи, тие сакаат да го завладеат човекот, да го стават во рамките, да го контролираат. Низ која призма? Низ стравот, низ губење на безбедноста и низ чувството дека овој мора да прифати само за да живее, за да вегетира. Спасителот Исус Христос против што се бореше? Против исти такви заблуди наметнувања. Требаше фарисеите и садукеите да кажат што е вистина. И човекот треба да мирува, ако не, готов е. Римските исто така, што се вели војници, определувај или оние кои што владеа. Значи, правото на човекот мора да се појави со ерата на Водолијата, затоа што Водолијата е човек кој што истура вода. И се гледате, графички представено.
И Водолијата е представена вака како зодијачки знак. Значи, гледате, горе, доле, горе, доле. Затоа имаме подеми, падови. Затоа имаме тотални, значи, моменти каде што ја немаме сигурност. Но човекот што истера вода е новиот човек, човекот со новата свест, кој што буди нова енергија. И затоа гледате, многу па се побунија. Го окупираа Wall Street, некои преку интернет технологијата, значи се организираат, асоцираат, некои па даваат материјали достапни до јавноста, инкриминирачки, така натака. Така што и позитивната енергија не мирува. Таа енергија на љубовта, таа енергија која што треба да го продвижи човештвото. А сега, зашто човештвото ќе се продвижи? Веројатно затоа што ќе дојде пред амбисот, пред самата црта каде што може многу лесно да падне, бидејќи исто така радиацијата, радиолошката, би рекол, основа. Од кај произлега? Од Водолијата, од Уран. Уран владее и не случајно беше фрлена светската бомба, односно атомската бомба, односно беа предизвикани светските војни. Значи, гледате се. Ние зборуваме од една страна за човекот, кој што мора да се пробуди на телепатско духовна основа, кој што мора интелектот да го пројави, кој што не треба да биде заблуден, воден и манипулиран. Долги години беше воден. Најумните луѓе беа спалувани, прогонувани, измачувани и затварани. Сега овој друг човек треба малку да свати дали ја треба да орудие во рацата на неспособните или неалчите или на тие што се определиле за злото. Колку повеќе ја подига свеста, толку помалку ќе биде моќна таа другата енергија за да го завладее. Колку повеќе луѓето се организираат и не гледаат само за себе, гледаат и за општото добро, низ призма на неуништување на екосистемот, на вртење на главата кога работничките права се деградираат, кон тоа што немаме чувство за општи напредок. Значи, тогаш ние ќе се уназадиме и ние ќе стагнираме, бидејќи злото ќе не манипулира во секаква смисла. Сега, значи, гледате, човекот само треба да свати каде сум јас во овој свет, каде е мојата свест, кон што јас придонесувам, кон што сум јас се приклонувам. Ако ги гледа телесните наслади, ако ги гледа его состојбите, ако не внимава на тоа што се случува и не придонесува барем макар со еден чекор, нештата ќе на страната на негативното. Но ако овие се организираат, тогаш доаѓаме до Водолијата со облагородена свест, затоа што гледајте сега. Самата Водолија го поттикна човекот, го постави пред тасот. Човекот што направи почетокот на 20 век? Ги предизвика светските војни заради его тенденција, да не анализирам сега австро-унгарскиот монарх и така натака. Значи его тенденции. На основа на тие его тенденции, територии за превласт, да се наметнеме колонијална сила, тоа го направи Германија, дојдоа војните кои беа катастрофални за граѓанството, за малиот обичен човек, каде што големи штети претрпи Македонија. Но, концептот што ми е? Дека тука се испита и излезе на површина цела злокобност, цела негативност, цела, што се вели, садистичка ориентација на човекот. Прва светска војна, втора светска војна. Концентрациони логори, уништување, деградација. И ние зборуваме, и порано може би го имало тоа, но како може сега толку моќно да се постави? Со тоа се асоцираше. Ако човекот не ја пробуди свеста, еве ви го амбисот. Зашто? Значи ќе превлада егоизмот, ќе превлада материјализмот, ние гледаме економска рецесија, банкари дигаат огромни премии. Тоа каде? На Wall Street и секаде. Значи нема чувство за мало обичен човек. Во Америка губат домови, губат, што се вели, здравствена заштита. Овие не ги интересира, луѓето ги ставаат на маргините. Значи, суровоста од едната страна, манипулацијата, бескрупулозноста зема замав. Затоа беа војните, затоа е деградацијата, затоа овие со бомбиве, мислам, вие гледате, и од таа гледна точка тероризмот до кој степен стигна да животот ја изгуби својата вредност. Дека ние во името на нештата ќе уништуваме сеопшто. Значи, тоа е асоциација на злокомноста на таа негативен тас на Водолија. Но гледате, како оди негативно, шансата мора да оди кон нагоре. Нагоре што е? Да се освести човекот и човештвото, бидејќи ја губи питката вода, бидејќи му се загадува воздухот, бидејќи почвата веќе не е онака како што била, хранлива да дава, што се вели, плодови, дека нешто има околу нас кој што не манипулира, кој што ни наметнува квази вредности. И сега ние како поединци, секој на основа својата свест ќе размислуваме и така ќе напредуваме. Но колку позаблудени, неосвестени поединци, толку полошо за нас, за семејството, за општеството, за планетата Земја. Доаѓаме некаде на половина од денешната емисија. Тука ќе направиме една кратка пауза и секако, драги гледачи, ќе ве поканеме и вас да бидете дел од нашата емисија, доколку имате некое прашање поврзано со ера на Водолијата и можеби влијание на вашиот астролошки знак. Секако до крајот на 24 од сесрце заедно со доктор Зоран Крстевски.
Македонска филхармонија. Почнува Кирилица. Делата на македонските композитори Кирил Македонски и Валентина Велковска-Трајановска ќе прозвучат на првиот концерт од овој циклус на Македонската филхармонија. Под палката на маестро Боријан Цанев ќе бидат изведени и Париска, симфонија од уметничкиот гений Моцарт, како и неговата симфонија кончертанте за дувачи, заедно со водачите на оркестарот како солисти Владимир Лозаревски обоа, Здравко Ангелов кларинет, Джијан Емин на хорна и Ванчо Стојановски на фагот. Не пропуштајте. Кирилица, 19 ноември, Дом на АРМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Еве повторно се враќаме назад во студиото. Телефонските линии се веќе отворени. Доколку имате некое прашање поврзано со ерата на водолијата, што таа ќе донесе понатаму, ве очекуваме во денешната емисија. Во еден на ваш текст велите дека лозинката на водолијата е водата е љубов, а не војна. Но за светот да стане поддуховен и поправеден, потребно е самиот да биде дел од тие процеси. Водолијата, која представува космичката мисла, ќе овозможи развој на моките на умот и моките на срцето, токму како што вели и вашата книга, кои ќе станат единствен духовен спас за поединецот и перспектива на нашата планета. Така е, па затоа јас ја напишав таа книга, во неја преовладуваат овие тенденции кои што треба да се отворат во ерата на водолијата. Значи човекот мора да пробуди свеста, мора да чита, мора да го зајакне умот, од другата страна да види што се емоциите. Емотивниот човек премногу страда. Чувства афекти, чувства немири, чувства атаци од разноразни влијанија. И сега тој мора да работи на себе, мора да ја определи животната патека. И затоа ја напишав таа книга Моктоја на умот, Моктоја на срцето, како придонес кон новата ера, ерата на љубовта, ерата на човештвото. А веројатно и самата ера тоа го предизвикала да напишете таква книга. Да, дефинитивно и астрологијата во тој контекст ќе оди напред, бидејќи таа е зодијачкиот знак кој што тесно се врзува со водолија. Имаме гледач на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Ало, добро утро. Повелете во програма сте. Поздрав до водителката и до Зоран. Ви благодариме. Поздрав и до вас, да чуеме. Сакам едно прашање до господин Зоран. Јас сум родена 19.2.79. И сакам да прашам дали сум риба или водолија. Во хороскопи дали има влијание ова сега ера на водолијата? Бидејќи некогаш во хороскоп сум водолија, некаде риба, некогаш ме нема. Го знаете часот на раѓање, можеби? Да, 18:25. Ви благодарам за јавувањето. Дали што сум во хороскоп? Фала. Така имаме повторно гледач на линија, да го чуеме и следниот гледач. Зоран, пак ќе одговориме и на гледачката. Добро утро, за кого? Ало, добро утро. Повелете во програмата. Поздрав во студиото, поздрав на гостинот многу. Ме интересира 28.1. во 13 часот, 80 година. Така, ви благодарам за јавувањето, Зоран. Дали се водолии? Вака, значи водолија е втората гледачка. Првата е веројатно риби. Значи како тоа се определува? Значи се определува, да речеме, кога сонцето преоѓа во колку часот во одреденост од звездија. Затоа што западната астрологија се базира на тропскиот зодијак. Ова што зборува со ерите, тоа е поврзано со сидералната астрологија, со оние реални созвездија. Но зашто 18 часот е риби? Затоа што веројатно порано наутро веќе се уште водолијата. Но како оди денот? Некаде ако оди кон полноќ веќе станува зодијачки знак риби. Значи не е исто да си роден во 5 часот наутро, во 18 часот до 23 часот. На основа на тоа се добива и подзнакот, таа натална карта и нашите специфики. Така што јас мислам дека е риби, иако може да ми напише слободно на мејл или тамо на Facebook, па ќе одредиме попрецизно. Точно да се знаеш. Ги има тие во книгите, имејлите, кај да не се обрати. Одлично, да, може да ги најдат книгите, секако во книгите имате и адреса каде може да напишете мејл, па Зоран да ви одговори. Имаме повторно гледач на линија, да чуеме кој ни се јавува. Ало? Добро утро, повелете во програма сте. 10 февруар, 73 година. Професија во која би можела да се најдем. Ви благодарам за јавувањето. Имаме повторно гледачи на другата линија. Добро утро, за кого? Ало, добро утро. Овде Елизабета. Родена сум на 13.12.
1963. Нешто, дали можете да ми кажете за претходниот период, општо? Ви благодариме за јавувањето. Ете, може ли да се определи професијата во однос на тоа како може со натална карта, со самиот зодиачки знак е потешко, иако може да се определи. Јас во астролошки патоказ дадов детални анализи, значи кој зодиачки знак со каква професија, каков пристап, што да се надградува во интелектуална смисла и така натака, но тоа по квалитетно се проверува. Сите кои имаат прочитано, јас се извинам што вака навлегувам во зборот, вела дека навистина се пронаоѓаат себе си во она што го пишува во астролошки патоказ и во она што вие како патоказ го давате за да може човекот полесно да успее во животот, одбирајќи соодветна професија, соодветен партнер и сето тоа што секако гледачките кои што се јавуваат, а повеќето се женски, веројатно дека женските повеќе ги интересира вака астрологијата. Па и поинтуитивни се, повеќе им владее онаа креативна интелигенција, каде што нели спиритуалното во преден план. И се кога сме кон тоа, сега сме ние пред homo spiritualis, значи човек како спиритуално суштество, или homo destructivis. Значи, тоа што означува? Дека човекот може да стане деструктивен. Ние анализиравме затоа како примери Прва, Втора светска војна и после тие светски војни, колку човекот инклинира кон деструктивност. Еве, ден денес сме сведоци. Едната страна од ерата на Водолија е да го поттикне најлошото кај човекот да излезе на површина, да биде патоказ како не треба да биде, за да ја фатиме на позитивната страна, на спиритуалист, на духовно пробудено суштество кој ќе придонесе. Да, накратко, кои се професиите во кои што може да се најде гледачка? Па електротехника, работа со компјутери, помагање на луѓе, хуманитарни активности, социјална работа, социологија, се што асоцира општество, се што асоцира други луѓе, се што бара една напредна димензија. Значи, она што Водолијата го работи, да има едно значение и за понатака. Да не биде само тука непосредно, значи ги подготвувам, ги воспитувам децата во образовните дејности, донесам за општеството, анализирам некои прашања, идам хуманитарно, се ангажирам, работам, болници. А за гледачката која што се јави, има некои кратки предиспозиции што би можела да очекува во овој период? Па, знаете, сега за стрелецот има една специфична точка, бидејќи Сатурн после 29 години дојде во тој зодијачки знак. Тоа е нова основа, нова карма, нов темел. Значи, сега таа мора да се соочи со една ревизија на животот, точно да влезе кон старото, да види до каде и како стигнато, што е присутно како товар, како да го елиминира тој товар, за да се определи кон животната патека што не си ќе одговара. Претходно, веројатно, ја играла животната патека или се движела онока како што другите сакале. И затоа за стрелците е клучно да видат каде се кон самите себе си, не кон другите. Да почнат духовно, внатрешно, да се реорганизираат, да веруваат во себе си. Јас верувам, Сатурн е учител на животот. Малку на потешок начин, ама помага. Тоа само накратко секако за гледачката која што се јави, ние да го чуеме и следниот гледач. Добро утро, повелете во програмата. Добро утро. Ве слушаме. 3.9.1985. За нешто околу љубовта поише. Така, ви благодарам на јавувањето, но да го слушнеме следниот гледач. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете во програмата. Едното окување 17.9.49 година у 1 сат ноќу. Така, накратко за последните 20 гледачи кои што ги слушнавме. Да, па последниот гледач може тука да е познак некаде некај рак, ама тоа треба да се испита. Тие се девици. Сега знаете, во ерата на Водолијата девиците мора да го активираат рацијото. Значи, умствено, аналитички, перфекционистички, да знаат како се постават, да не дозволат стравовите да ги завладеат, страф од болести, страф од напуштање на блиски, страф од сиромаштија. Туку да работат на себе си. Гледате се, водолиите кои што се во ера на Водолија мора да веруваат исто така во себе си, да се сплотат со другите, да најдат љубовна поврзаност, да имаат една визија. Значи, тоа е ера на Водолија и Водолија мора да иде во преден план. Но девица мора да иде паметно, да не трча, да не се залетува во емоционалната сфера, да не живее во стравови, да не живее во еден вид на немир, што ќе ми се случи. Посебно овие 2 години. Затоа што Сатурн малку ќе ги напаѓа девиците. Значи, гледате се што се случи. Сатурн беше во Скорпија, ги напаѓаше лавовите, биковите и водолиите. Сега Сатурн влегува во знакот на Стрелец, малку под удар ќе бидат рибите, девиците и опозитно близнаците. И сега, например, ако одиме во таа мундана астрологија, и тоа е многу битно, Уран влезе во зодијачкиот знак на Овен и затоа се случува многу револуции. Значи, арапска пролет и ред други нешта, будење, еве гледате сега активизирање и на тој тероризам до крајни граници. Значи, тоа е Уран, експлозија.
Затоа, сите што се родени во огнените зодијачки знаци, мора да имаат експлозија на дух, експлозија на знаење во позитивна смисла. Кои се тие? Лавот, стрелецот, индиректно, тука и овенот. Значи, тие да го искористат па Уран, а да внимаваат посебно стрелците на Сатурн, затоа што Сатурн што асоцира? Биди посмирен, добро преиспите ги нештата, не се залетува. Ова зборувам за стрелците, а за девиците општо гледано мора да се биде поконцентриран, да не се залетуваат и да не живеат во стравови. Малку да се облагородат, малку да почнат да читаат, да се усовршуваат и да работат и на таа социјална интеракција со другите, бидејќи изолацијата исто така не е добра. Ето еден краток совет за девиците кои што ги имаат и како тие во аера на Водолија треба да се однесуваат, да го чуеме следниот гледач кој што го имаме на линија. Добро утро, за кого? Дали се слушаме? Добро утро. Повелете во програма. Во линија сум. Да. Поздрав до водителката и до господинот Зоран, и ме интересира нешто за синовите двајца. Едниот е Водолија, роден 27.1.88, а другиот е роден 7.7.91. И ме интересира за здравие, љубов и работа нешто господинот Зоран, ако сака нешто да ми каже на кратки црти, го молам. Накратко секако ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам многу од срце, пријатно. За следниот гледач велиме добро утро, кој ни се јавува? Ало? Повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. За Мартина, 6.3.97, 12.10. Така, ви благодарам за јавувањето. Накратко, Зоран, и да кажеме уште збор-два за ерата на Водолијата пред да одговориме за... Па, еве, тука има комбинации на риби. Значи, рибата е последната гледачка, емоционален знак. Имаме комбинација на рак, значи исто така емоционална личност. Тоа е синот на претходната гледачка. Значи, тука ќе ги анализираме ракот, рибата и Водолијата, мислам, исто така беше. Така. Значи, видете сега. Ракот е многу зависен од состојбите во семејството. Примерот што го гледа преку родителите, длабоко се вкорени во неговата псика. Првото животно прашање што ракот треба да го разреши, да не биде преврзан со родителите, па зависен, па да се јави Едипов комплекс, родителите да не го премногу врзат ракот за себе си, да изгуби индивидуалноста, затоа што утре при избор на партнер-партнерка ќе ги има проблемите. Значи, мојот совет за раковите, децата ракови, е самостојност, емоционална сигурност, стабилност, 2 чекори напред, 1 назад. Секојаш да имаат сигурност. Таа сигурност да не биде доминантно присутна, низ призма дека се другите ќе му завршат, мора ракот самиот да се избори за животни прашања. И клучно е каква е состојбата во домот и какви се неговите емоции. За рибата исто така, да не биде жртва. Премногу ранлива, премногу се лепи. Веројатно надворешните околности влијат, за рибите е многу битно со кого се другаруваат, кои се тие луѓе околу нив, со што ги хранат. Така што и рибата е убав зодијачки знак, но знаете, ова е свет во кој што мора рацијото да превлада. Ја не случајно напишав таа книга Моќта на умот, ама и моќта на срцето. Да. Не може умот лесно да се бори ни против нагонот, ни против срцето. Тие се појаки од умот, но мораме ние, а посебно раковите, рибите, скорпиите, да се изборат малку поиќе рационалната определба, да знаат кон што се движат, да некој да не ги завлечка емоционално, да не страда, да не патат затоа што е тешко. Бидејќи овој свет сепак не ја фаворизира, не ја сака емоцијата. Може би во ерата на рибите беше светот на емоцијата и многу луѓе во името на љубовта, името на несебичноста се жртвува, од научниците до спасителот, до некои други, рекол, духовни водачи. Но овој свет сега нов што се создава, како свет на Водолијата, бара рационална определба. И затоа гледате технолошки напредок, индустриализација, сателитизација, напредок на умот, но немаме напредок на моралот, немаме напредок на срцето, немаме напредок на вредноста. Затоа ја сега, апропо ова, им асоцирам на овие кои што се полни со љубов, со емоција, малку и да се заштитат, да читаат, еве ги книгите, нека ги земат, нека проработат кај нив една појака свест, да не станат, што се вели, орудија во туѓите раце, некој да не ги вози и манипулира, бидејќи е страшно и за рибите, и за раковите, и за скорпиите, страшно и за близнаците, страшно е од другата страна и за биковите, ако доживеат некои разочарувања, некои потешкоти. И око овде, сега да видиме со гледачката, но ќе ви кажам како па огнените зодијачки знаци може полесно да се снајдат, да избијат на површина. Да чуеме, може би веќе имаме и огнен знак на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро. Повелете, во програма сте. Сакам да поставам прашање, значи што би можела јас да очекувам сега од ерата на Водолијата, конкретно на здравствено поле, а инаку сум бик со подзнак во лав, со екзактна конјукција, значи ми е на асцендентот на Регулус
и имам во наталната карта, како се нарекува тоа, кралски триаголник, воздушните знаци ми ги врзува со Јупитер во Водолија, 6-та куќа, Сатурн во Близнаци и Уран во Вага. Така, ви благодарам за јавувањето, очигледно гледачка кој што има доста познавање во астрологијата. Тој триаголник е фантастичен, одличен е. Тој интелектуално знаење, напредок мора да се оди. Јупитер, Уран, кога е триаголник, вака да висиш на ивица да биде ќе те спаси, ќе те излечи. Одлично. И тој сега немаме ние многу време да го објаснам тој аспект апропо и оној со Сатурн. Значи и материјално да се напредно прво преку знаење. Не е ова да добиеш некој наследство, не знам од каде. Мора знаење, мораш дух, мораш квалитет за да избиеш на површината. Тоа го бара и подзнакот лав, значи да се изреализира, но заради знакот бик мора да внимава на телесната тежина. Сега Регулус, бидејќи е на самиот асцендент, нашата гледачка веројатно има подзнак околу 28-29 степен на лав. Што значи? Лавот е на самиот крај, веројатно девицата превладува. Девицата заедно со бикот малку ја потискуваат, ја прават по немирна, по нервозна, веројатно надворешни влијанија, но интелектот повторно го нагласува. Но концептот во овој хороскоп што е? Точно внимание на здравје, кардиоваскуларен систем, телесна тежина, метаболизам, циркулација на крвта. Обично кај водолиите препорачувам да внимаваат на нервите, кај јарците да внимаваат на работниот столб, водолиите да внимаваат и на циркулацијата на крвта, на вените. Лавовите мора да внимаваат на срцето, раковите да внимаваат на стомакот заради емоционални кризи, но подосна ќе го тоа објаснам. Накратко да ставиме простор и за следниот гледач на линија. Добро утро, за кого? Ало, добро утро. Повелете да чуеме што вие ќе поставите за прашање. Поздрав до вас и до господинот Зоран. За синовите 27 април 80, 12 и 15 ноќе и 1.3.77, 4 поручок, 16 час. Ви благодарам многу за јавувањето. Да, бикот е знак на материјата, значи мора да има системна вредност и да знае што сака, мора да има чувство за естетика, мора да биде во сигурност, во стабилност. Всушност и нели во таа ера на бикот владееше материјата, пирамидите, зданијата и ред други нешта, асоцираа на материјална подлога. Овенот е асоциација на енергија. Мораш да имаш темперамент да се избориш, Мојсија не би го постигнал тоа ако ја немал енергијата, ако ги повел со себе си. Рибата е асоциација на чувствата, на сомилоста, на жртвувањето. И Спасителот Исус Христос се жртвуваше. Ера на Водолија или самата Водолија асоцира значи на тој дух, на таа визија. Значи морам да знам кон што се стремам. Една Водолија не може да живее непосредно овде, само тука да ги гледа нештата. Тоа го прави девицата. Тоа делумно го прави бикот. Водолијата мора да оди пред времето. Мора да чувствува што е со партнерството, што е со пријателството, што е со општеството, што е со личноста. Значи само така ќе има напредок за одредена Водолија и во овој контекст еве можам да накратко да спомнам и за сите зодијачки знаци. Да, и да вршиме денешната емисија. Да, не го заокруживме ова со ерата на Водолија, што се друго ќе предизвика во иднината, ама и некоја друга емисија. Да фатиме за знаците. Значи овенот мора да биде внимателен на главата, главоболки, мигрени. Мора да има визија, мора да има енергија. Бикот кажавме материја, сигурност, финансиска подлога. Најмокниот да направи нешто на финансиски план. Близнаците, знаење, дух, комуникација, странски јазици, вештина, спонтаност, соработка и многу е битно детството, младоста кај близнаците, исто кај раковите состојбата во домот. Кај лавот само довербата, но да внимава на кардиоваскуларен систем и на работен столб, девица да внимава на стомачни болести, но пред се да внимава на психиката заради тие стравови, Терезијата љубов, емоција, но да има балансираност, хомеостаза што се вика, еден вид на рамнотежа, на стабилност во животот, ништо премногу. Скорпија да внимава на тешки емоции, на љубомора, посесивност, да внимава на луѓе што ќе цицаат енергетски, да најде една внатрешна сигурност, бидејќи има најмоќна способност за регенерација. Скорпио никогаш не смеш да отпишеш, секогаш може да се излечи како птицата Феникс. Стрелецот да патува, многу го сака странство, сега па сите сака додато странство, што не е добро, но кај стрелците тоа се препорачува, или компанија врзана со странство, или пак некој партнер кој што произлегува од странство, има нешто странско, но кај нив тоа ќе го асоцирам. Кај јарецот трпеливо, упорно, бавно, но сигурно движење кон целта, на крај ќе им се отвори. Јарецот секој стига на целта, можеби најбавно, но ќе се искачи. Водолија како Водолија, дух, нивна е ерата, нивна е, би рекол, енергијата, само треба да ја препознаат. А рибите, ако веќе се жртвуваат, тоа да биде на основа на некоја повисока цел, дека некој тоа го цени, дека имаме тука и љубов, дека имаме разбирање. Затоа што ако направите жртва, а при тоа
тоа страдате, тогаш дефинитивно нешто не е доволно добро. Иако сме веќе на самиот крај од емисијата и во ерата на Водолија, сега се наоѓаме во оној амбис, како споменавме во првиот дел, во вториот немавме многу простор поради гледачите кои што сакаа да дознаат нешто повеќе за своите знаци. Пополека секако ќе се издигнеме од амбисот и веруваме дека во ерата на Водолијата ќе има и убави работи кои што ќе ги доживее човештвото. Така е, Сања. Тенденцијата да има љубовта, Водолијата асоцира на сплотност, на единство, на собир на луѓето. Таа влада е со 11-то поле, поле на пријатели, поле на тим, на екипа, што се вели на поврзаност. Затоа сега веројатно и од религиозна гледна точка луѓето ќе гледа да се поврзаат, не да се раздвојуваат. Тоа е тенденцијата на злото, да ги раздвои, да им создаде конфликт, да ги доведе во ситуација да ја изгубат верата, да изгубат чувството за животот, чувството за смислата, чувството за љубовта. Но Водолијата ќе победи, таа секогаш победува, ние ќе поминеме ни страдања, нема да биде лесно, треба малку да ја подигнеме свеста, но на крај се ќе биде добро, а тоа кога ќе биде добро, повторно ќе зависи од нивото на свеста на поединецот, на семејството, на општеството, на крај на човештвото. Но ете ги книгите, нека ги купат, ги имаат и во култура, и во табернакол, и во или, и во Топер, и во на антикварница број 3, и во Струмица, Штип, Охрид, Гостивар сега. Тоа можам ја да направам, Сања. Вие направивте емисија, јас зборував, луѓето одлучуваат. Еве им го тасот, ако сакаат со нечестивата енергија, нека одат. Нека се определат за убавите божествени духовни нешта. Така и космосот им помага и така и на крајот на криштата и таа духовна сила нема да ги заборави. Зоран, ви благодарам за денешното гостување. Верувам дека гледачите беа задоволни од денешната емисија. Слушавте нешто повеќе за вашите астролошки знаци и секако што значи ера на Водолија и што она можеме ние да направиме за да се извлечеме од амбисот и секако како зборува нашиот гостин да ја доживееме љубовта, пријателството и сплотеноста помеѓу луѓето. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија 24 вести. Од мене пријатно.